Нема знаци на насилство од човек врз телата на таткото и синот кои пред 2 недели се изгубија на планината Бистра, велат од Институтот за судска медицина. Според првичните резултати, на едно од телата се констатирани угризи од животни, но тоа е по смртта. До сега податоците од двајцата мажи се совпаѓаат со податоците на исчезнатиот татко и син, а за подетелни информации околу причините за смртта се потребни дополнителни анализи, иако има првични сознанија, велат од судска медицина. Исчезнатиот Сашо Мицевски го делеле само 50 метри од местото каде што беше пронајдено неговото тело на планината Бистра, до вистинската патека преку која би се вратил во селото, велат извори од истрагата. Полицијата и армиските ренџери во петокот пронајдоа и второ тело на мртов маж на планината Бистра, на оддалеченост од околу половина километар од местото каде пред 3 дена беше пронајдено телото на 78 годишниот Љубомир Мицевски. Според првичните сознанија станува збор за 50 годишниот Сашо, кој заедно со неговиот татко се изгуби пред 15 дена. Интензивната потрага по исчезнатиот татко и син резултира кога минатата недела во Непристапен дол беше пронајдено тело во фаза на распаѓање, за кое резултатите од обдукцијата во Институтот за судска медицина потврдија дека е на исчезнатиот Љубомир. Обдукцијата покажала дека ударите од падот биле причина за смртта. Од основното јавно обвинителство пак велат дека до нив се уште не се стигнати резултатите од обдукцијата на второто тело на мртов маж, кое што беше пронајдено на планината Бистра во близина на Лазарополе. Љубомир Мицевски, неговиот син Сашо, исчезнаа на 14 јули, кога од својата викендичка во Лазарополе заминале да берат печурки на планината Бистра. Двајцата се изгубиле и заминале во непознат правец. Кога забележале дека не можат да излезат од шумата, се јавиле во полиција и во текот на целиот ден комуницирале со роднините и пријателите, но вечерта им се губи секаква трага. Интензивната потрага по двајцата исчезнати траеше 15 дена.